Добар ден, почитувани, следите уште една нова Телма амбуланта. Голема студија, спроведена во Англија, покажа дека кај девојчињата вакцинирани против ХПВ на возраст од 12 до 13 години, ризикот од смрт од рак на грлото на матката пред 30-та година е речиси 0, а се проценува дека досега се спасени околу 200 животи. Што значат овие резултати? Колку вакцината е безбедна и зошто таа денес се препорачува и за машките деца? За сето ова денеска разговараме со професор доктор Игор Алуловски, специјалист по гинекологија и акушерство. Останете на Телма, вклучите се со прашање во програма во текот на емисијата. Што покажуваат најновите докази за ХПВ вакцината? Ова е прашањето што го отвораме во денешната Телма амбуланта, а одговори ќе побараме од професор доктор Игор Алуловски, субспецијалист по гинеколошка, хируршка онкологија во Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство. Професоре, добар ден, добре дојдовте во Телма амбуланта. Секогаш ми е драго да поканите ваши, да поздрав до гледачите пред малите екрани. Темата е интересна и актуелна, значи секогаш. Особено сега, посебно, да. Има една голема студија која што е спроведена во Англија, која што покажува дека девојчињата на возраст од 12 до 13 години кои што примиле вакцината, кај нив ризикот за појава на рак на грлото на матката пред 30-та година е речиси 0. Колку е значајно ова медицинско откритие, би рекла? Добро, да, доказ. Во суштина. Значи, ХПВ вакцината од 2006 година, значи околу 20 години веќе е воведена и постои се вакцинира, почнувајќи од Соединените американски држави и добар дел од европските земји, речиси сите, кај некои различно ставена во календар за вакцинација, кај некои не е се уште, меѓутоа се работи на тоа, да се стави на календар вакцинација. Сега зборуваме главно за ова што го викаме ние развиениот свет, значи Европа, Соединените американски држави, бројките се малку поинакви за другите територии, меѓутоа генерално земено, она што е важно ова студија што го покажува, како што вие самите рековте, прв пат е на толкава голема бројка и на толкава голема студија која што недвосмислено покажува дека ХПВ вакцинацијата има директен ефект во намалување на смртните последици, значи на смрт како последица од цервикален карцином. Значи, пошто до сега некакви помали студии за таа проблематика имало, главно во Соединените американски држави, нешто во Англија, меѓутоа не од таков габарит. Недвосмислени се студиите сите овие 20 години кои што јасно покажува дека ефектот на ХПВ вакцинацијата во поглед на намалувањето на инциденцата на ХПВ инфекцијата генерално, намалување на преканцерозните лезии и за подобрување на тие бројки. Намалување на процентот на новодиагностицирани пациентки со цервикален карцином. Но ова е прв пат каде што јасно укажува на практично намалување со директен ефект на смртноста, дека таа група практично дека се спасени околу 200 животи. Да, тоа се знаете како тоа е една сериозна студија, тоа се зборуваме за милиони случаи што се опфатени жени во таа популација на огромна студија. Они таму ги категоризираат во 3 возрастни категории, групи од 20 до 24 годишна возраст, 25 до 29 и од 30 до 34. Тие 3 возрастни групи им се таргет на анализата и тоа практично го анализираат периодот, пазите, они го фаќаат периодот и пред воопшто да се воведе вакцинација. Значи од 2001 година првата анализата вклучително до 2025 година. Тоа може да замислите колкава маса статистичка да се обработи. Целата идеја е да се покаже како била состојбата пред воведување на вакцинацијата, во моментот на воведување на вакцинацијата до сега актуелно, за да всушност они излегуваат со податок дека девојчињата, точно како што рековте, од 12-13 годишна возраст, кога се почнува со вакцинацијата, што има завршено вакцинација, во периодот на годините 2020-2024 година има 0 починати како последица на цервикален карцином. Тоа, пазите, тоа се млада популација. Зборуваме за возрастна група од 20 малтене до 29 годишна возраст. Тоа се млади пациентки, излегуваат и со податоци за смртни случаи што ги имале во оваа возрастна група пред почнување на вакцинацијата, во почетоците, кога се уште не била прифатена условно земено вакцинацијата, се до моментот кога еден од главните услови е да имате вие голема опфатност. Овдека зборуваме во Англија опфатност преку 90-97% со вакцинација. И тоа е практично еден од условите условно земено, се покаже дека да,
огромната опфатност со вакцинацијата, еве повелете, го има овој ефект. Значи ви имате 0 смртни последици како резултат на благодарение на воведувањето на вакцинацијата. Прават и многу други детални компарации, дали би имало ефект на во комбинација со скринингот, сексуалното однесување и така натака, значи други некои фактори кои што би допринеле. И во сите тие статистички анализи произлегува дека е како независен параметар ХПВ вакцинацијата. Значи самата користењето на ХПВ како значи примарна превенција. И во другите возрастни групи се забележува опаѓање на бројот на смртните случаи, меѓутоа, на пример, возрастната група од 30 до 35 годишна, 30-35 годишна возраст, 30 до 34 годишна возраст, значи возрастна група која што ако ја вратите сега, пазите, ова се анализи на 10 годишни интервали правени. Вие треба да имате минимум некој временски долг период на вакцинација за да вие го видите ефектот. Не очекувате годма сега ќе се боцнеме, одма за првите 2 години ќе имаме некакви резултати. Не, треба време. Значи, ако ги вратите назад оваа возрастна група, кога они имале 12-13 години, тоа било период кога вакцината таму само што се воведувала, се уште не била. Затоа во таа возрастна група смртноста се уште е релативно висока, но се забележува низ годините намалување и опаѓање. Благодарение на постигнатата практично имунизација со ХПВ вакцината. Зошто истражувачите препорачуваат вакцинацијата да се прими на таа возраст, помеѓу 12 и 13 години? Да, една од причините, прво, пред да се започне со сексуални односи. Затоа што ХПВ тоа е доминантно сексуално пренослива инфекција, главна сексуално пренослива инфекција, и токму поради тоа, пред да се започне со сексуални односи, за да има доволно време организмот да створи имун одговор, да создаде имунитет соодветен, а втората работа е затоа што во таа возраст практично имуниот одговор е најголем. Значи, сакам да кажем, имунолошкиот систем и организам реагира најдобро и се постигнуваат добри резултати за да во наредниот период, во наредните, 3, 4, 5 години, ако земеме дека и годините на почнување со првите сексуални односи можеби се намалуваат, речеме под 18 годишна возраст, од кај 15-16 години, сепак се добива доволно време да се почне со создавање да има некаков имун одговор во организмот кој што би бил протективен, да пружи заштита, одбрана од потенцијалното инфицирање со ХПВ. Затоа е избрана таа возрастна група. Така, инаку ХПВ вирусите се вируси со кои што ние доаѓаме постојано во контакт, но овие конкретно се сексуално преносливи. Затоа и некои родители велат зошто моето дете на таа возраст да ја прими вакцината се уште е мало. Видете, првичните препораки беа од 9 годишна возраст. Значи, некаде во Соединетите американски држави, мислам, некаде дури се почне од 9 годишна возраст, значи уште помлади. Тоа беше првични кај нас кога се донесе вакцината, па имаше реакции, тоа се деца мали и така натаму, па и се помести. И генерално земено, таа е тој периодот на адолесценција да го почне. Тоа е отприлика како му доаѓа 8-9 одделение. Таа е таа возраста кога во суштина е и во календарот, во нашиот календар за вакцинација се практично треба да се почне со вакцината. Се родителите реагираат, ама треба да бидат и запознаени доволно, значи мислам да се едуцираат и да се објасни што е целта, кој е механизмот на действие, зошто се прима таа вакцина, кој е нејзиниот ефект, кој е бенефитот. Меѓу другото, овие вакви студии, како оваа голема студија, мислам како доказ дека што може да се постигне. Оваа вакцина последнава што се дава 9-валентна, значи таа дали нуди заштита од 9 вида на вируси, од кои што се 2 нискоризични, другите 5 се 7 се високоризични вируси, но тоа се тие доминантните условно земено вируси кои што главно ги наоѓаме во цервикалните карциноми, или во преканцерозни лези. И не е само цервиксот. Значи, така, не се само гинеколошките болести. Веќе поврзани со апсолутно, високо ризичните ХПВ вируси. Значи зборуваме, излегуваме надвор од доминантно е за цервикалниот карцином затоа што така почне откривањето условно земено и на причината за цервикалниот карцином и развојот на вакцината и така натака. Меѓутоа, како минува времето, ние де факто доказите се поголеми и поголеми, веќе тоа е јасно дека зборуваме за ХПВ асоцирани болести или ако сакате ХПВ асоцирани карциноми. Каде се може да се развијат карциноми, на кои делови од телото? Освен грлото на матката, еве кај жената на карцином на булва, карцином на вагина, карцином на анус кај мажи и кај жени, карцином на пенис кај мажи, орофарингеалниот карцином кај мажи и кај жени. Посебно орофарингеалниот карцином кој што се повеќе карцином на те спаѓа на поголема група глава и врат, меѓутоа практично почнувајќи од и карциноми на јазик, на устна шуплина, карцином на фарингс, на ларингс, значи целата таа
практично цевка условно земено, е под директно ефект може да се развие како последица на ХПВ инфекцијата и орофарингеални карциноми, кои што се повеќе инциденцата им расте во светски рамки. Америка се соочува со тој проблем, се повеќе цервикалниот карцином им паѓа. Имаше една студија пресечно направени како било низ годините се движеле инциденцата на цервикален и орофарингеален карцином. Имате драматичен негде 2010-11, ако не се лажам, значи година на тој пресек кога почнува да паѓа инциденца на цервикален, ама да расте на орофарингеален и тоа машка популација. Како го објаснува тоа? Па од една страна прво промена во размислувањето поглед на етиолошкиот причинител за орофарингеален карцином. Се сметало доминантно дека орофарингеалниот карцином е предизвикуван доминантно главно се кај пушачи, значи повторно пушењето, жвакање на тутун и така натака. За да во момент, значи се свати дека не е само тоа, но и дека во позадината лежи нешто друго. Сакам да кажам, не е, како за цервикалниот карцином, да не речам 99% етиолошкиот причинител е ХПВ. Овдека не е целосно ХПВ, не се сите орофарингеални карциноми ХПВ асоциирани, меѓутоа сериозен процент. Преку 60 и нешто посто може да се каже дека се од ХПВ инфекцијите. Кога почнало тоа да се размислува и да се анализира, дојдено е до тие заклучоци дека ХПВ-то и тука има своја улога во како етиолошки причинител. Тоа работа секако сексуалните навики. Значи начинот на сексуално општење и така натака. Значи и тоа има свој ефект на зголемувањето на инциденцата на орофарингеалните карциноми. Та се повеќе и повеќе расте. Дали затоа во вакцинацијата со ХПВ се вклучени и момчињата? Секако. Значи од една страна тоа е, значи се воведе кај нас од ласка година да со промената на правилниците се направи некои поместувања, за да се подобри опфатноста. Од една страна се помести границата возрастна. Значи ако беше до 15 годишна возраст, сега се помести до 18 годишна возраст, да е тоа бесплатно, но државата ги плаќа тие вакцини. И втората работа е воведување, односно и момчињата да се стават во тој календар за вакцинација. Тоа во Европа и во Северните американски држави уште претходно направено, меѓутоа добриот чекор е тоа што и кај нас тоа се направи. Значи, со тоа прво се подобрува фатноста. Вие практично, значи, ХПВ вирусот не е ексклузивен женски вирус, така да кажам. Сакам да кажам дека може да заболуваат и да го пренесуваат и машките. Дури едно време тоа беше и доминантно дека машките се главно трансмитери на инфекцијата, пренесувачи. Така да, од една страна се подобрува фатноста на популацијата генерално земено и се подобрува таа имунизација генерално земено по популацијата, опфатноста. Втора работа, да, еве, како трансмитери, вие практично ги вакцинирате само едниот дел од проблемот, жените. Меѓутоа, сега ги ставате и мажите, условно земено, односно момчињата, и со тоа практично го затварате кругот. И трето, ги заштитувате и момчињата. Па на крајот на денот, машките имаат право да бидат заштитени, ако веќе вака подлабоко се размисли, затоа што и таму ХПВ-то доминантно, недвосмислено предизвикува проблеми. Орофарингеален карцином, карцином на анус, карцином на пенис и така натаму. Сметате ли дека родителите треба подобро да се информираат за сето ова, бидејќи се јавува отпор, особено кај родителите на машки деца? Зошто тие би ја примиле таа вакцина? Бидејќи асоциацијата е само со јасно ми е точно дека тоа е жените цервикален карцином. Јасно, ама не е така. Ево ова што го зборувам и се поголемиот број на докази одат во прилог на тоа дека имате вие проблем и во машката популација. Сега знаете како во машката популација од една страна станува збор за хетеросексуални мажи, ама има и хомосексуални мажи, односно MSM, така наречени, Men Having Sex with Men, тоа е категоризација, така да и тоа мора да го земете во предвид. Така да сето тоа заедно, значи вие имате момент и потреба, нужна необходност да се вакцинират и момчињата. На крајот на денот вие ги заштитувате со тоа што ќе имате голема опфатност на вакцинацијата, еве да условно земени тој некој процент што не се вакцинираат. Затоа што имунизацијата на крдо, така наречена, практично ги штити и тие кои што не се вакцинирани, пошто се намалува шансата и можноста за трансмисија. Колкав е опфатот со оваа вакцина кај нас? Болно прашање. За жал низ годините и покрај тоа што меѓу, ако не и први, на Балканот или екс-југо просториите ние ги воведовме вакцините, ХПВ во редовниот календар 2008 беше, 2009 официјално дефинитивно. Се воведе во календар за вакцинација, ние за жал не може да мрднеме од тој 50-52% опфатност. И последните податоци баш
ги читав во Институт за јавно здравје, официјално податок може да се најде од тие некои извештаи што ги вадат за вакцинацијата, они ги црпат информациите од центрите за јавно здравје. Значи, опфатноста за 2025 година 57,2%, не, или 57,7 е, не ме држите за збор, сакам да кажам. Толку години е воведена вакцинацијата кај нас, а се уште не може никако да се одлепиме, да се подобри тој опфат со вакцинацијата. Таа може да се најдат точно податоци и колкава е опфатноста по територии, по градови, зависно од центрите за јавно здравје. И она што е по мене погубно, да речеме, опфатноста е најмала во Скопје, кај што ви очекувале дека треба да имате најголема опфатност. Пошто по општини пак го гледате, општини како што се, не знам, Карпуш и Центар е најлоша опфатност. Не знам ни 20% дали. Тоа Што мислите, зошто е тоа така? Трагично. Не би можел да знам, мислам, не знам. Неинформираноста или погрешната информираност или едноставно недоверба, не знам како да го објаснам, сериозно, значи и покрај сите еве овие информации што излегуваат, значи се достапни јавно, значи еве ние како фела, како доктори на овој стручниот дел, ама имате се тоа направи огромен бум, оваа студија се појави во мал милион, значи сајтови може да најдете ако сакате да барате некакви докази за тоа, ако не знам што друго треба да се докаже. Значи спасува од смрт. И тие податоци од истата таа студија на тој пресметување на ризик од појава на болести или спасување на животи, вие го спомнате тој податок, благодарение на таа вакцинација во тој временски интервал 200 жени се живи благодарение на цервикална ХПВ вакцината, односно биле спасени да не починат како последица на цервикален карцином. Сега не би знаел што повеќе да изнесам јас како професионалец, како доктор, како лекар, доказ на некого да му се каже дека вакцинава постои 20 години во светот, дадени се преку, па не знам некоја бројка каде прочита, 500 милиони дози се дадени во светот. И ако е стравот дека ќе предизвика, не знам, стерилитет кај девојчињата, ќе предизвика аутизам, не знам што ќе предизвика, ќе намалила плодноста кај машките и така натака, значи тоа се тотални грешки, небулози, не е вистина. Напротив, ако ви имате млада жена која што ќе заболи од цервикален карцином, таа може да остане без пород затоа што ќе изгуби матката. Пример. Така или обратно, се поголеми број на студии дека ХПВ инфекцијата значи предизвикува меѓу другото стерилитет кај машки може да предизвика. Самиот вирус или успорување на движењето на сперматозоидите и така натаму. Значи не е баш така, него баш е напротив, обратно е приказката. Само мислам дека треба да се повеќе да се интересираат, да се информираат, ака да се разбереме, не ги исклучувам тука и лекарите, лекарската фела. Пошто сум свесен дека има и колеги кои што за жал не се баш нешто многу, некако се уште постои таа скепса. Знаете, кога ќе дојде да разговара пациент со доктор, доаѓа да разговара со одредена доверба во тоа што му кажува докторот. Јас сум свесен дека има, за жал, и меѓу докторите некои кои што дават поинаква препорака. Знам, и тоа не е добро. Тоа апсолутно не знам како да кажам, ако не сме свесни дека вакцините генерално земеме, дека не е ХПВ, кога сакате земете друга вакцина, е благодарение на тие вакцини вие имате сега 7 милиарди луѓе на планетата. Затоа што спасиле не знам колку милиарди луѓе од било какви смрт од инфективни болести. Ајде, треба појак доказ од тоа. Но за жал кај нас не само ХПВ вакцината. Имаме паѓање на опфатноста за вакцинации со другите вакцини, што исто така загрижувачка. Ама ова е некако најизразена. ХПВ вакцината најизразен има најмала опфатност во однос на сите други и никако да се одлепи. Еве се пробува да се разговара, се дискутира. Веројатно е малку, тоа треба многу повеќе да се оди во школите, училиштата, да се разговара со родители, се прават вакви разговори, кампањи, отворени дискусии. Мислам дека е во прашање неинформираност доволна, не антивакцерство. Така, кога се зборува за оваа најнова студија и незините резултати, некако во анализите секогаш се споменува и примерот со Јапонија, каде што поради притисокот на јавноста во 2013-та беше повлечена оваа вакцина, така е. Но подоцна повторно влезе во препораките да се врати назад во календар. Па тоа е исто така еден од таквите примери, го имам спомнувано веројатно и во претходни. Да. Значи, со тоа што таму станува збор за двовалентна вакцина, не оваа сега, само како резултат на тоа што се јавува се почна да се спроведува една кампања апропо тоа поклопување на вакцинацијата со појава на
некој невролошко некој беше заболување, се точно не држите за зборка едно од девојчињата, па родителите почнуваат да спредуваат тука истрага дека како резултат на тоа е постигната таа, се десило тој проблем и напади против вакцината, па се појавуваат уште некои родители се надоврзуваат на таа приказна во Јапонија, па значи сериозно развиена земја. И не само тоа, него е направен сериозен напад конкретно од една од колешка, докторка, која што е главниот промотор на вакцинацијата во Јапонија. Значи до степен да ја избркана од работа, да не речам малтене да ја каменуваат по улици. До тој степен. И вакцината автоматски државата ја прекинува, ја отворила, ја прекинува практично вакцинацијата како таква. Меѓутоа, како минуваат годините, сваќаат дека кога почнува да им расте бројот на инвазивни цервикални карциноми, тогаш некој поставил некој прашање, добро, што направивме? Сега што правиме? За да, како резултат токму на тие такви анализи, наглиот скок на бројот на преинвазивни и инвазивни карцином, одnosno преинвазивни лезии и на карцином на грлана матка, да, и ово наново сега повторно државата почнува да ја внесува назад, да ја враќа вакцинацијата во календарот за вакцинација. Помина години, еден куп изоперирани пациентки со инвазивни карциноми, починати пациентки, за да некој се свести дека тоа што е направена катастрофална грешка. Ево една Јапонија. Денеска 9-валентната вакцина во колку дози се прима? Зависи кога ќе се вакцинирате. Значи, ако се вакцинира во возрастната група 12-13 години до 15, 2 дози се примаат, 0 на 2 месеци. Над таа се примаат 3 дози на 6 месеци, третата доза. 0, 2, 6. Често е прашањето возрастната граница до кога? До кога, така. Да, нема возрастна граница. Сега можат и возрастни лица да примаат? Може. Значи, што значи тоа, на 40, на 50 години? Да. А има логика да се даде таа вакцина откако ќе дојдеме во контакт со тој вирус? Тоа е второто прашање. Значи тоа е одговорот на добро сега дали треба тоа да се прави. Да, често ви се почнуваат пациенти сериозно да прашуваат и да се интересираат дали може да се вакцинираат од ХПВ. Не викам да, може да се вакцинирате. Сега логиката, она што викате па добро дали. Знаете како има и студии во па дури предавања цели околу таа вакцинација кај повозрастна популација, условно земено да кажам. Кај нас некаде беше ставена таа граница, условно земе, па до 24 годишна возраст, која има логика. Ами тоа се тргна во Македонија. Во Америка имаше до 45 годишна возраст, меѓутоа и таа граница, условно земено, ја тргна, така да не постои граница возрастна за вакцинација. Од една страна, вие цервикални карциноми, преканцерозни лезии и така натака се фаќаме и оперираме кај повозрастна група пациенти. Значи не само 30-40 години, на 50 и нешто 60. Животниот век се продолжува кај луѓето. Втора една работа, да, ако сте дошле веќе во контакт со ХПВ-то, па добро, која е логиката? Па добро, логиката е во тоа што 9-валентна е вакцина. Тебе ако ништо друго ќе пружи некаква заштита од тие другите вируси. И вие можеби организмот ви е запознен, не знам, со ХПВ 16, ама и со 37, 33, 35, 18. Ме разбирате? Така да сакам да кажам дека тука ја гледам како логиката, не е нужно неопходно. Да, најверојатно организмот веќе ви е запознен со ХПВ вирусот, меѓутоа ако ништо друго вие може да направите со тоа и бустерирање на вашиот имунитет дополнително, значи да го дополнително стимулирате на тој начин имуниот одговор, кај луѓе кои што нали се уште сексуално активни, живеат нормален, условно земено живот. Многу често се поставува прашањето кај оние преца жени кои што често развиваат некои ХПВ инфекции, им се вуваат преканцерози, дали доколку ја примат ова вакцина, тоа може да биде дел од третманот, од лекувањето на проблемот? Добро, вакцината не лечи. Таа превенира, затоа се вика нели превенира. Значи го намалува ризикот да вие практично се да добиете или да ви се развие некаква преканцерозна лезија, односно посебно па пред инвазивен цервикален карцином. И они што се вакцинирани не се они тргнати од скрининг програмите, они продолжуваат прегледите, се продолжува практично со оние редовни рутински гинеколошки прегледи, конкретно во склоп на скрининг програмите. Што значи дека тоа не ве иззема од понатамошното следење. Во смисол прими вакцина и сега тоа е тоа. Не е така. Се случува често пати пациенти кои што доаѓаат дека доктор вакцинира само се откадева ХПВ, викам во рете, да ХПВ-то го имаш, меѓутоа не ти предизвика болест. Значи треба да се разговара, треба да се дискутира, треба да се објаснува што тоа значи, затоа што на крајот на денот вие ако се вакцинирате од морбили, не значи дека сега ќе се одбиваат морбилите од вас, не. Вие ќе ги вдишете на крајот на денот вирусот на морбили, ама нема болест да ви предизвика. Сакам да кажам, иста е логиката и овде.
Иста е логиката и овде. Дали организмот дошол во контакт, да речеме, со некој вирус, вие серолошки може тоа да го докажете. Нали, скок на имуноглобулини, сега да не навлегувам во детали. Иста е приказката и овдека. Тоа е вирус како сите други вируси. Само што предизвикува болест на конкретно место. И сега панично е тоа што, да, тој предизвикува рак. Потенцијално смртоносна болест. Ке ги вклучиме гледачите. Да, сега, апсолутно. Почитувани од тој момент, емисијата е контактна. Познато ви е дека телефонскиот број на телевизијата Телма ќе биде веќе испишан на екранот, можете да се јавите на него и да поставите прашање кое што е поврзано со денешната тема. Споменавте дека и по премината вакцина се пожелни превентивните прегледи кои што вклучуваат обично ПАП тест кај жените, но во поново време во некои западни европски земји се препорачува ХПВ типизација. Значи превенцијата оди во друга насока? Не. Ајде појаснете. Да. Вакцината е превентивна превенција. Добре. Секундарната превенција е скрининг, така наречен, кој што кај нас, конкретно во Македонија, се уште е ПАП базиран, односно цитолошки базиран. Сега тоа е не е само кај нас, да се разбереме, има и во други земји, меѓутоа тенденцијата е да се смени тој принцип на скринирање, односно скринингот да стане така наречено ХПВ базиран. Не ХПВ типизација, сега тука да расчистиме, пошто ХПВ базираниот скрининг подразбира тестови FDA approved, така натака, кои што може да детектираат присуство на ХПВ. Аха, значи присуство, отсуство. Високоризични, нас тоа не интересираат, нас доминантно високоризичните. Но секако некои од тие тестови може да нудат и евентуално, откако вие ќе детектирате кај пациентката ХПВ, ако е потребно, да го детектирате типизација. Значи, јасно, добро, се расчисти така. И тоа е тенденцијата така. Па на најголемиот број европски земји веќе тоа го имаат спроведено. Кај нас постои таа тенденција, за разбереме, не дека ние седиме сега како фела. Меѓутоа знаете како, ние едно како фела да реагираме до одредените органи кои што тоа треба да го спроведат. Министерство, фонд и така натака. Значи, каде што се алудира, не дека не знаеме ние што треба да правиме, тоа више години наназад. Не е ова нешто ново. И тоа го дури имаше, значи, на цела ние направивме анализа како фела, како професионалци и доставена до фондот и до министерството, каде што ние тврдиме и конкретно направена цел една процедура, протокол, како сака да кажете го, во кој што Македонија, како држава, практично треба, нужно, неопходно е изнесени докази, потврди од светски повторно студии, анализи за подобриот начин на скринирање, со подобрување и на опатноста, па на крајот на денот и финансиски го гледате на долг рок, затоа што ПАП базираниот скрининг се спроведува на 3 годишни интервали. ХПВ базираниот на 5 годишни интервали. Сега можеби првичното вложување финансиско, сакам да кажам, во тестовите што државата треба да ги обезбеди, првично можеби е повисока цената за ХПВ базираниот. Меѓутоа, ако гледате долгорочно, тоа е далеку поисплатливо. На крајот на денот, со ХПВ базираниот скрининг, вие го фаќате, го таргетирате предизвикувачот. ПАП базираниот скрининг, да, он ги фаќа цитолошките промени што веќе ги направил вирусот. Значи има разлика од тоа да вие фатите пациентка со позитивен ХПВ тест пред да има цитолошка промена. Така? Значи логиката е поголема. Втора работа, тоа што ПАП базираниот скрининг е специфичноста, односно сензитивноста е многу помала во однос на ХПВ базиран. Тоа се потврдува јасно, затоа и го на почести интервали го повторуваат. Делимично е автоматизиран, еве тој така наречен liquid based методологијата што се препорачува да се прави, меѓутоа на крајот на денот го гледа човек. Човечко око. Кај ХПВ базираниот скрининг, човекот условно земено е повеќе или повеќе исклучен во смисол тоа што технологијата и техниката се толку напреднати да може да ви детектира ДНК секвенци, така функционира детектирањето практично на присуството на ХПВ, неговата ДНК. Споменавте на 5 години дека се прави овој скрининг со ХПВ базирано на 5 годишни интервали, да. Зарем 5 години не е предолг период, некој ќе рече? Пака сега, тоа може би звучи предолг. Таа брзината со која што предизвикуваат промени на... Да. Значи промените може да се случат на клеточно ниво, значи треба години да има. Сега ворете дека затоа се става 5 годишни интервали, иначе ние по книги, по учебници, по некои студии може да најдете дека од моментот на ХПВ инфекција до појавата на инвазивен цервикален карцином се потребни по 7, 8 до 10 годишни интервали.
Сега тука имате мал милион фактори што влијаат на тоа и затоа е практично тој интервал сведен на 5. Не дека можеби кај некој нема се јави за 3 години или за 2, меѓутоа просек правиме мора. Затоа што на тоа влијаат и другите начини на живење. Дали е пушач или не, имунокомпромитиран да или не, присуство на дополнителни инфекции, сексуално активен, заштитени или незаштитени сексуални. Значи имате мал милион други дополнителни фактори кои што може да влијаат на тоа како организмот, да речеме, ќе реагира или не на постојањето на ХПВ инфекцијата. Процентот, да речеме, на пациенти кои што дошле во контакт со вирусот, например, женската популација ќе земе како гинеколог, па да речеме некаде до 80 можеби % од пациентите не ни појма имаат дека дошле во контакт со вирусот, едноставно доаѓа до само елиминирање. Не ни знаат, не предизвикува болест. Ама кај 20% каде што ќе стане инфекцијата хронична, таму имате проблем. Таму ХПВ-то може да направи проблем. Кај мажите можеби тоа по-малку, да речеме, некаде проценката дека моментот на инфицирање и елиминација на вирусот кај маж е, да речеме, некаде во прилика година-2 доаѓа до елиминирање на вирусот. Пример, сакам да кажам, стекнате и не ни знае дека го има, но може практично едноставно спонтано да исчезне без да предизвика болест. А како изгледа кај нас? Со кој темпо се спроведува секундарната превенција? Ви ќе споменавте дека за вакцинацијата одзивот е околу 52%. А како се одвива скринингот со ПАП тестот? За жал, вториот голем проблем, во кој што не е добра опфатност. Апсолутно не е. Видите, споредени препораки на Светската здравствена организација за ерадикација на цервикален карцином, значи повик до сите светски лидери од страна на Генералното собрание, асамблеја на Светска здравствена организација до 2030 година да сите држави во светот, колку што можат во своите рамки направат максимални напори за да го елиминираме цервикалниот карцином како состојба, како болест, затоа што се уште околу близу 700.000 жени во светот умираат или се заболуваат од цервикален карцином годишно, на годишно ниво околу 300-350 умираат. Се уште, тоа е сериозна бројка. Токму тука е, повикот дека вие за да тоа го постигнете, треба да имате најмалку 90% опфатност со вакцинацијата, 70% опфатност минимум со скрининг. Тој процент е многу малку нас, за жал. Затоа што скрининг програмите постојат, Постојат скрининг програми, воведени се од страна на Министерството, направена е посебна комисија за рана превенција и детекција на цервикален карцином, пробува да работи, да се анализираат сите тие работи, се прават, меѓутоа потребни се пари, потребни се средства да се внесат за да вие обезбедите доволно тестови за да може, пошто државата ги плаќа, доминантно главно се за тоа одговорни матичните гинеколози, тоа им се во нивните цели што треба да ги остварат, меѓу другото и обезбедување на пациентки што се прикрепени кон нив да ги скринираат. Они имаат список на пациентки по возрастни групи, сакате, без возрастни групи, не знам веќе како, да ги скринираат, да ги повикуваат за скрининг. Меѓутоа, треба се внесат пари, треба се плати. И не може ако имате 100.000 жени годинава за скринирање да има пари само за 25.000. Јасно. Одговорот е тука. Така, проблемот е длабок. Се согласувам. Имаме гледач. Ќе ги вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Добар ден. Гледач од Струмица. Така. Повелете. На 48 годишна возраст, опериран од накрајник и со карцином со метастаза на ливни жлези. 1 година поминето и сега правено пред 6 месеци и 5 скен, после сега пред 1 месец компјутер, томографија или како викаат тоа, и кажуваат се чисто добро. И дали имам потреба јас од вакцина? Окей. Добро. Благодарам прашањето. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Прво, пријатно, благодарам за прашањето. Прво, поздрав апсолутно до гледачот и на неговата храброст да се јави и да каже, ова апропо муабетот кај машките. Ова е многу интересно. Кај пациентот е констатирано како што кажав карцином во таа група, да речеме, орофарингеални карциноми. Околу вакцинацијата, ако смета дека треба да се вакцинира, апсолутно, пак го навелам, нема возрастна граница, ако е 38 годишен. Од аспект на другото прашање, дали може би тој карцином кој што он го спомнува при операцијата е ХПВ асоциран, тоа треба хистопатологијата да го покаже.
Значи хистопатолошката анализа каде што ни потврдува дека се работи за карцином на тонзили, колку што го разбрав во ситуација, значи нели, дали во позадината на приказката може би лежи, пошто има со имунохистохемиски боење на препаратот може да се види. Да, дали во позадината на приказката ќе фатат и детектираат присуство, да речеме, на ХПВ како еве да речеме директна причина за појава на овој тип на карцином. Тоа е апсолутно така, иначе во поглед на вакцинацијата да. Ајде да вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Здраво, поздрав многу до докторот. Јас сакам да прашам дали во мојата ситуација предлага воопшто ХПВ вакцинација. Пред 8 години имам правена конизација баш поради ХПВ вирусот. Така? И во меѓувреме, нели, тоа е се решено, мислам се прават редовни контроли. Во моментов сум 8 месец бремена и сега, нели, понатаму планираме пак бременост и така натака. И сега дали во тие случаи се предлага вакцинација или не? Така, ова е уште едно убаво прашање. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Да, често поставувано прашање од нели пациентки кои што јас лично ги оперирам, како што се прави нужно е потребно да се направи вакво конизација или некои другите вакво ексцизиони или ексфолиативни техники во случај каде што се детектира некаква промена на грлото на матката, еве како што кажа пациентката, во случај каде не е направена вакво конизација, најверојатно имало причина зашто е тоа вакво направена. И тука апсолутно прашањето стои. Да се вакцинира, значи нема ограничување. Тоа се надоврзуваме со истата приказка, со истото прашање. Да, вирусот го направил проблемот, направил хистолошка промена, како резултат на таа хистолошка промена направена интервенцијата, за среќа е добро се извадено е во здраво, немало потреба да се прават дополнителни оперативни зафати, но во приказката вирусот не може да го исклучите во ниеден случај. Затоа што знаете како ние со операцијата ја отстрануваме промената што ја направил вирусот. Не може да ги утепаме милионите вириони што се присутни во вагината, во цервиксот и така натака. Што значи дека тие вируси и то друго исто поставено прашање, докторе, сега нали бев негативна со ХПВ, сега после помина не знам година две, зошто пак сум позитивна, од каде сега, а имам заштитени односи и така натака. Значи прашање или немам односи. Знаете како? Вирусите во принцип имаат една ситуација каде што знаат да бидат искриени, да се работи за истиот вирус што ја направил белјата, после некој време се повлекува. Дали имун одговор не е битно, знаат да бидат заспани. Знаат да се скријат, имате таму во хистологијата, во анатомијата на грлото на матката, така речени крипти, места каде што може се скријат и често пати да не ги детектирате ниту со цитологија, ниту да ги фатите на четка. Заспани стоят. За да може да се реактивираат во еден момент. Да не станува за реинфекција, него да станува за истиот вирус кој што бил прикриен. Или во некои ситуации за реинфекција. Што значи дека борбата за елиминирање на вирусот е многу голема и долготрајна, да се разбереме. Да, организмот пробува да го елиминира вирусот, тука е вакцината да му помогне. Така да, одговорот и нова прашање апсолутно да кај пациентката дека тоа треба да го размисли како опција и варијанта. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Во продолжение на денешната телма амбуланта очекуваме уште едно вклучување од гледач, уште едно прашање. Добар ден за него. Дали се уште го имаме гледачот на линија? Добив знак дека има. Еве уште една шанса за него. Еве го слушаме. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до емисијата. Би сакала да го прашам докторот. Оперирана сум од карцином инситу во 96-та година. Редовно си одев на контроли, меѓутоа секогаш ова пап тест која ќе ми прават е нормален за годините. Така. Никогаш ништо не покажува, а карциномот инситу ми го открија на колпоскопија, ми зема одма биопсија и така го открија. Зашто на папот воопшто ништо не покажува? Така. И после 2015 па карцином на града добив и сега не знам дали би требало, до сега сум добра, дали би требало
да извадам матка, јајници и такви работи. Така. Дали би можело нешто да се повтори? Така, Така е. ви благодарам за вклучувањето Благодарам, во програма. Значи, тоа што ПАП тестовите ги прави пациентката редовно, тоа е исто така апсолутно за поздравување и така треба. Посебно тоа што е значи оперирана од преинвазивна лезија на грла матка, конкретно CA in situ. Сега зошто на паповите ништо не се детектира? Па да, добро е што не се детектира. Сакам да кажам, посогласно за возраста, сега не разбрав колку години има пациентката, не е ни важно, во секој случај сакам да кажам дека цитолошки не се открива ништо. Не знам дали има направено можеби низ годините, например и ХПВ типизација, затоа што таа промена CA in situ ја предизвикал некој вирус. Ја докажале, како што кажа самата на колпоскопија, на биопсија, направена интервенцијата, очигледно извадена е промената во здраво, и тука завршила приказката во поглед на она што реков дополнителни потреба од дополнителни интервенции на грлото на матката. По секој случај добре што пазите од 96-то, тоа е сериозен број на години каде што пациентката иде редовно на контроли, не се повторила приказната, супер, одлично. Може да кажеме условно земено дека очигледно има добар одговор од страна на крајот на денот можеби и од имунитетот и дека тоа сето се држи под контрола, но не значи дека треба да прекине со одење на прегледи. Напротив, апсолутно, имала таков инцидент. Освен ПАП тестот можеби да направи евентуално ХПВ типизација да се види постои ли присуство да или не на некој од тие ХПВ вируси. Другиот дел од прашањето, односно со операцијата на карциномот на дојка, тоа е посебна тема за дискусија. 2015-та, која разбрав, значи скоро е колку 9 години од како оперирана, и пациентката верувам дека е под постојан надзор од страна на својот матичен вакво онколог или торакален хирург, а верувам дека доаѓа и е пратена и на гинеколошки прегледи, затоа што тоа е рутински дел од кај пациентки што се оперирани од карцином на дојка, да имаат и гинеколошки прегледи, посебно после завршувањето на терапијата, ако примала зрачење, хемотерапија или ако примала некои други хормонски вакво препарати, имунотерапија и така натака, да се следи, да се контролира и одговорот значи на гинеколошките органи. Тоа тука има влијание, конкретно реков и возраста, дали може да се повтори. Па токму заради тоа се прават сите овие контроли, пошто секогаш постои потенцијален некаков ризик од повторување на болести, токму заради тоа се прават овие редовни рутински контроли. Дали да се извади матката или не, пак велам се тоа одговор на тоа прашање малку подолго ќе не одзеде време. Препорачувам пациентката секако да разговара со својот. Тоа е често дилема, професоре, на пациентите. Обично сакаат се да одстранат. Немам проблем со тоа, јас разговарам и одговарам, пошто добар дел од пациентки доаѓаат и ги оперираме, правиме и хируршка кастрација таму каде што има потреба да се направи во договор со пациентката. Има тука влијание типот на карциномот, не знам, стадиумот на болеста. Значи нема универзален одговор. Универзален одговор нема, секој е индивидуален. Веќе знаете како, може разговараме и живееме во ера и век кога се дискутира за индивидуализација во третманот на било што. Така. Професоре, ви благодарам јас многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Благодарам на поканата, да. Верувам дека оваа студија и резултатите од неа ќе ги ослободат од стравовите, оние кои што непотребно ги чувствуваат и дека ќе се зголеми опфатот на вакцинација со ХПВ кај нас. Да. Па тоа е значи желбата, идејата и целта на вакви емисии, на овие промоции, и тоа се уште треба да се работи буквално како фела и меѓу нас и со пациентите, со младата популација, да се допре до нив. Они на крајот на денот живееме во информатичка ера каде што буквално информациите се достапни на телефон. Значи слободно може да ги прочитаат, да внимаваат на какви сајтови одат. Тоа е многу битно, значи пошто се што се врти по интернет, точно да знаат како што се овие вакви студии, сериозни анализи, да разговараат со своите доктори, педиатри на крајот на денот, пошто и таа популација, сакам да кажам, вакцинално таа група спаѓа. Државата секако треба да направи напори, прави, ги носи вакцините, меѓутоа и во поглед на таа едукација, на едноставно да се или печатени материјали на крајот на денот да се делат по амбулантите на луѓето, да се разговара, се дискутира, затоа што навистина жално е да имате вие вакцина која што не постои друга таква вакцина. Превенира рак, превенира карцином, а со најновите податоци и смрт како последица од карцином. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Благодарам на поканата. Почитувани, тука го заокружуваме денешното издание на Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и ви посакувам пријатен ден.
М,